Покренатата постапка за укинување на техничката влада ги продолжи несогласувањата и по ова прашање помеѓу СДСМ, владата и ВМРО ДПМН. На оваа тема денес во име на СДСМ се огласи Венко Филипче низ пресконференција. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да подсетам. Тој закон беше донесен за изборите во 2016 година. Но на барање на Христијан Мицковски, законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година. Според Филипче, власта мора овој закон да го повлече. Уште еднаш повторувам, власта овој закон мора да го повлече. Пржинската влада, која што е единствен гарант во оваа форма, во која што сега важи законот, за спроведување на фер и демократски избори. Од друга страна, од владата сметаат поинаку, а портпаролот Марија Митева изнесе дека укинувањето на техничката влада е широк граѓански демократски интерес. Навистина не можам да разберам како од една страна имам изјави во кои што се вели дека имаме пораст на гласовите, тоа го кажува токму Венко вчера, Венко денеска вели дека е против укинување на техничката влада, за која што во минатото беа согласни дека истата треба да се укине. Ова е само уште еден политички незрел маневр и ценам дека постапувањето на ваков начин не носи ништо добро во интерес на граѓаните.